Во жестокиот годишен говор за состојбата на нацијата што го одржа пред одбрана публика во Будимпешта, премиерот Орбан ги опише изборите за Европскиот парламент во мај годинава како историски крстопат за Европа. Meg kell értenünk, hogy az európai népek történelmi válaszúthoz érkeztek. Akik a bevándorlás és a migránsok mellett döntenek, bármilyen célból teszik is, valójában kevert népességű országot hoznak létre. Az ilyen országok történelmi hagyománya véget ér, és egy új világ veszi kezdetét. Орбан остро се нафрли врз лидерите на Европската Унија, кои, како што рече, сакаат да наполнат Европа со мигранти од другите континенти. Според него, бирократијата во Брисел била под влијание на финансиски полубогови, кои на луѓето им кажуваат како и со кого да живеат. A harc nyíltá vált, mióta a bevándorlás párti hadak élére Soros György egy Timmermans nevű szocialistát állított. Ő vezeti a bevándorlás párti politikusok listáját. Nos, hölgyeim és uraim, erről szól az európai választás. Сегашниот подпредседател на Европската комисија Франс Тимерманс е главен кандидат во трката на групата социјалисти и демократи на изборите за Европскиот парламент. Унгарскиот премиер Виктор Орбан најави низа мерки против негативните демографски трендови во земјата. Меѓу другото, тој најави дека неговата влада значително ќе зголеми финансиската помош, како и олеснувањата на семејствата со повеќе деца, вклучувајќи доживотно ослободување од данок на приходите. Орбан рече дека од овој данок доживотно ќе бидат ослободени жените кои ќе родат најмалку 4 деца и од новите мерки треба да го запрат падот на бројот на жители во Унгарија и не представуваат одговор на Унгарија на имиграцијата. За време на неговиот говор во Будимпешта се одржува антивладини демонстрации. Hazudik a tévé, hazudik a rádió, hazudnak az újságok, úgy hazudik a média nagy része, ahogy a kormány hazudik. Ezért vérzi azt Orbán Viktor, hogy biztonságban van, de ne legyen, mert van még szabad média, és legfőképpen még vannak szabad polgárok. Обидите на Орбан да изгради нелиберална држава во Европската Унија ги гледаат како закана за владењето на правото и демократијата.